Минативе денови минаа во знакот на нашата фудбалска легенда Дарко Панчев. Имено во понеделникот љубителите на фудбалот имаат можност да присуствуваат на промоцијата на филмот посветен токму на популарната Кобра. Овој интересен документарец во кој Панчев го раскажува својот фудбалски и животен пат, покажува како едно момче од Киселаво да се издига до тие височини да стане прв стрелец и да ја освои златната копашка, што традиционално се доделува на најпрецизниот фудбалер во сите национални првенства во Европа. Тоа се случи во 1991-та, кога Панчев со 34 голови постигнати во дресот на Црвена звезда беше најефикасниот играч во Европа. Таа година беше и најплодна во кариерата на најдобриот македонски фудбалер во минатиот век, која ќе остане запишана и во македонската фудбалска историја. Дарко Панчев од Вардар, во кој имаше неколку успешни сезони и со кој стигна до шампионската титула во поранешната држава, замина во Црвена звезда и таму преку ноќ стана миленик на популарните делии, кои подоцна, благодарејќи токму на неговата ефикасност и леснотија со која ги постигнуваше головите, му го дадоа прекарот Кобра. Она што го постигна во белградскиот клуб, а особено оној решавачки гол од пенал против Олимпик од Марсеј во Бари во финалето на Купот на европските шампиони во 1991 година, придонесува фудбалската звезда Дарко Панчев вечно да сјае и никогаш да не сгасне. По повод промоцијата на документарниот филм снимен од Спорт клуб и Спорт Нетворк продукција, најнапред како најава на настанот во Универзитетот Скопје се одржа пресконференција на која што имаше интересни излагања од покровителот Универзитетот Скопје и од самиот Дарко Панчев. И јас сум почестен што седам овде прво пред вас, но многу пред тоа покрај мојот сосед, комшија популарно кажано, каде што приказната започна уште пред долги години на улица Пушкинова во Киселаво, живеејќи во едно обично мало, во поплавените згради, во непосредна близина на основното училиште, каде што заедно одевме на училиште Кирил Печиновиќ. Тука сме само и единствено заради Дарко Панчев. Тој е таа звезда што сјае на небото, не баре звездата од Андромеда со звездијето, или од многуте со звездија кои што постојат на бескрајниот небесен простор. Почитувани присутни, јас сум премногу среќен и премногу задоволен, сум горд што сум овде и што имам прилика да после долги години се сретнам со Дарко Панчев, се видиме, се изгушкаме и си раскажеме малку сегменти, секвенции од нашиот детски живот во нашето најрано детство. Ова идеја потекна пред, да кажеме, скоро 2 години, преку одредени спортски новинари кои имаат помеѓу себе комуникација во регионот. Ми ја објаснија идејата дека сака да прават филм за мене, јас нормално им дадов подршка, кажав све што треба, што е до мене, јас ќе помогнам, ќе се активирам и така натака. Целата благодарност и нормално голем дел од славата припаѓа на Спорт Нетворк, кој не знам колку се сеќаваат новинарите, мислам дека пред неколку години истава оваа продукцијска куќа направи еден прекрасен филм за ФК Вардар, мислам дека беше за 70 години, така ако не се лажам, кој беше емитуван и на Арена и многу гледан по овие порталиве и така натака, така да они го имаат тоа искуство, нормално јас се сложив со тоа, им дозволив да го работат и мислам дека секако публиката ќе оцени дали е тоа добро направено, али јас вака лично од некое моје искуство и гледање сметам дека филмот треба да биде доста добар, со многу гости у целиот тој разговор, со многу интересни моменти, со многу сеќавања на многу моменти, така да
Се надевам дека новинарите и гостите што ќе дојдат ќе бидат задоволни од сето тоа што ќе го видат. Па ќе кажам за поздравување сето ова што го прави оваа продукцијска куќа и нормално преку спорт клуб, заедно со спорт клуб, затоа што убаво е на младите генерации да оставаме не само за мене и за многу други спортисти утре, да оставаме нешто на кој што ќе можат да се потсетат, да се сеќаваат и така натака. Нормално сето тоа поврзано со одредени успеси и така натака. Потоа дојде и очекуваната проекција на филмот, на која што присуствува речиси сите фудбалери од генерацијата на Вардар од времето на Дарко Панчев, а тука беа и звездите на Црвена звезда со кои ги делеше убавите мигови кога овој фудбалски клуб чекореше кон европската круна. Тука беше Драган Стојковиќ Пикси, сегашниот селектор на Србија, потоа Дејан Савичевиќ, сегашен председател на Фудбалската федерација на Црна Гора, Дика Стојановиќ, Драгиша Бинич, Илија Најдовски кој настапуваше со Панчев и во Вардар и во Црвена звезда и Бошко Ѓуровски. Во името на Црвена звезда и во моје лично име сакам да ти пренесам поздрави од сите генерации на Црвена звезда. Вчера и денеска се сретнав, големи поздрави од Джајич, од најстарите, Коле Ачимовиќ, Караси, од помладите Пижон Петровиќ, Дуле Савиќ, Шеле, од целото раководство на Црвена звезда. Сакам да кажам дека легенда се постанува на два начина. За верност во клубот или за посебен допринос. Даре, јас на тебе сум љубоморен понекогаш. Ти за малку години, 3-4 години, доживеа да бидеш легенда на звезда. А јас си терав 10 години, па некој да ми каже легендо како си. Не сакам многу да зборувам, еве, во името, значи, уште еден пат, во името на Црвена звезда, на сите звездаши, од целиот свет, за се тоа што го даде на Црвена звезда, ќе ги цитирам французите. Шапо, мон ами. Сега, ние од Звезда имаме еден подарок за тебе, мал подарок, ама таа деветка да ја носиш вечно. Да видите живи и здрави и ти и твоето семејство. Еве сега ќе да дам адреса. А председателот на Фудбалската федерација на Македонија Сејдини во знак на благодарност за она што го има Панчев сторено за македонскиот фудбал и како на прв капитен на сениорската репрезентација на нашата држава му подари дрес со нашите национални обележја. Да проследиме и дел од најавата на Тони Митев кој во името на Спортското радио кој е директно како покровител се вклучи во промоцијата на филмот, а да го слушнеме и легендарниот Васил Рингов, кој многу придонесе за брзиот развој на кариерата на Дарко Панчев. Почитувани наши гости, фудбалери, спортисти, ветерани, навивачи, сонувачи, искрени љубеници во фудбалот и спортот. Замислете, од настанувањето на животот, од настанувањето на човекот, на народите, на нациите на овој свет, сите се бореле да остават белег во времето. Трага по која ќе ги препознаваат е токму овој наш народ, македонскиот, оваа наша горда нација, оставила многу белези во историјата. И во Библијата. Денес овде сме додадеме почит на еден од тие белези што Македонија им даде на светот и на историјата. Да се восхитуваме на неговиот талент и потези, а најмногу на неговите голови. Златната деветка, европскиот шампион, македонската гордост, Кобра, живата легенда Дарко Панчев. Јас ќе кажам неколку вистинити анекдоти, што не ги знаете. Случајно
Дарко живееше на моја улица во Кисела Вода, Пушкинова. Првото возење од тренинг како кадет ме замоли дрско безобразно го возев до Кисела Вода. Првата капга, првиот шамар, пардон, цимери во Банско му го залепи Вукашин Вишњевац. Првата гужва во хотел Парк Охрид, теписонот во Дарковата соба изгоре. Вишњевац го нападна, обедувајќи го, јас го обедувам, оти Дарко не пуши. Во Букурешт, цимери, Дарко многу сака да пее, знае 1000 песни, а моја омилена е Зажмури као вучица од Бајага. Гасам светло на полнок, Дарко почнал да ја пее песната, јас викам браво Даре, тропа на врата, Вукашин Вишњевац. Де е Дарко? Јас го буткам у ходник, бидејќи Дарко зажмури, пуши цигара прва во ВЦ. Да скратам, добро ни дојдовте, драги гости, мајстори од Звезда, сите. Ви дадовме убав фудбалер, обучен фудбалер, знае песни, станавте со Дарко, со вас, европски прваци, светски прваци, и знам оти е касно, меѓутоа да се нашалам, требаше дел од премијата да ни ја пуштите на нас. Фала ви многу. Потоа на присутните им беше презентиран филмот кој е практично сублимат на она што е најбитно во кариерата на нашата фудбалска звезда, а Спорт клуб наскоро ќе емитува уште неколку продолженија посветени на Дарко Панчев. Доаѓенот на македонското спортско новинарство Миодраг Мицкоvić го следеше Панчев уште од неговите први чекори на фудбалскиот терен, а го следеше и оној надпревар на финале во Бари, кога со оној пенал гол во рулет серијата стана Црвена звезда, европски шампион. Мицко, нешто за тоа време вака накусо да се подсетиш и што значи овој документарен филм снимен за Панчев, воопшто за нашата фудбалска историја? Мислим дека Дарко заслужuje еден ваков филм. Тој е сепак најголема фудбалска легенда во Македонија. Дарко Панчев го следел од почетокот на негова кариера, сум патувал доста со Вардар, со Црвена звезда у Лига на шампиони, со репутација на Југославија, кој играше, беве на тој негов најзначаен надпревар во Бари, али што е најинтересно, пеналот него видов иако бев на трибините. Некој ќе рече како? Па така некако нема Треба те фатите. Нема, сам ме фати, дали ќе го дае голот, дали не, замижев. Искрено да ви кажам, и кога викна стадионот гол колегите кол мене, тогаш ги отведе очите, пеналот го гледа после 1000 пати на телевизија, меѓутоа тој момент ми остана во сеќавање си и помислив, што ќе се случеше, Дарко шутираше по средина на голот, ако го промашеше, тоа ќе беше фудбалска трагедија и за него, и за тогашниот југославенски фудбал. Добро, овој филм ќе остане и за историјата фудбалска, младите генерации да се подсетуваат на тие моменти, да се стремат да станат, ако некако него, барем близко до него. Па, ипак, од Дарко треба да учат. Младите фудбалери треба да учат, јер Дарко е сепак еден Дарко. Еве сум во друштво на двајца вардарци од времето кога Панчев исто така беше вардарец. Интересно е дека едниот од нив, Ѓоре Јовановски, тогаш ги играше последните сезони во Вардар, а Томче Трајановски беше во она надежна генерација што беше селектирана уште во времето на Бобек, па еве нормално е да поразговараме со повозрастиот. Ѓоре, какво беше тоа време накусо и што значи овој филм посветен на Дарко Панчев воопшто за македонската, не би рекол филмска индустрија, туку за
нашата фудбалска историја. Па добре, ја мислам дека заслужува. Ако кажам заслужува, тоа е малку оно што ќе го кажам, веројатно сите знаеме за што се работи за Дарко Панчев, нашиот најдобар фудбалер во 20 век, златна копачка, европски светски првак, така да мислам дека се што има до прикажано од почетокот, да речеме на некој начин, од неговата почеток на кариера, па до завршување. Бе присутен со него на почеток на кариерата, затоа што уште тоа се види дека се работи за голем талент. Едноставно, таков фудбалер не се ствара, него таков се раѓа, буквално да не кажам. Беше ние по искусните како Кочо Димитровски, Мицевски и така натаму многу брзо го прифатиме затоа што беше многу позитивна личност. Едноставно на секој тренинг кој ќе доеше се смешкаше, расположен секојаш. Така да и на некој начин и тоа неговиот карактер што му беше во она да давање голови, дека ништо друго не го интересираше, него само голо го гледаше, беше од почеток. Мислам дека он што го постигна на 18-19 години да биде стрелец на Југословенска лига, мислам до сега и никој го нема постигнато. Така да се најдобро и мислам сосема заслужено еден ваков филм заслужува. Добро, Ѓоре, а да видиме Томче што мисли за тоа време. Вие заедно одевте со Дарко, ти нешто порано, он од младинскиот погон беше преквалификуван кај сениорите, па ајде накусо за тие први моменти, што виде ти кај него и дали виде прв стрелец во иднина на Европа? Значи, прв пат го приметив Дарко, уште кога играше за младинци, се виде дека се работи за голем талент. Иначе Дарко се приклучи во првата екипа 82 година на припреми во Крушево. Уште тогаш се виде дека се работи за вонсериски талент. Блесна на турнирот во Скопје, што го организираше Вардар, зимски турнир, Раднички, Ниш, Црвена звезда, Партизан и Вардар, каде што Вардар го освои првото место, Дарко беше најдобар стрелец. Понатака сите знаете, стана најмлад голдетер во Југославија, неколку пати со Црвена звезда. Повторно беше голдетер на Југославија, втор во историјата стрелец на Југославија со 5-6 сезони помалку од Сантраш, значи да играш уште 5-6 ќе беше и тука најдобар. Освојувач на златна копачка, сребрена топка и мислам дека сосема заслужено и фалеше на Македонија ваков филм. Каде што младите ќе се потсетат на големината на Дарко Панчев и се надеваме дека филмот ќе помине во најдобар ред. Томче, Ѓоре, ви благодарам. Уживајте во филмот.